كيوتو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد, во името на Аллах, единствениот створител, всевишниот милостивиот, всеопштиот доброчинител. Само на Аллах те бареке ве теала го обожаваме и само од него помош бараме. Навистина целата хвала, целата захвала му припаѓа нему, на единствениот Аллах аззе ва джел, кој што нас не створи во најубава форма, и се друго освен нас Аллах аззе ва джел створил и се ни подчинил нас. Од Аллах аззе ва джел бараме заштита од самиот шејтан, од самиот ѓавол, нели, од неговите действија, од неговите дела и од самите нас и од злото на самите нас. На Аллах аззе ва джел му се заблагодаруваме за сите ниамети што ни ги дал, за сите добрини што ни ги дал. На Аллах те бареке ве теала му се заблагодаруваме што не створил во ова најубава форма, ни овозможил да се родиме како верници, и го молиме на Аллах те бареке ве теала да ни овозможи цел живот така да го поминеме и до крајот на нашиот живот да го предадеме нашиот еманет со последните зборови: Ешхеду ан ла илаха иллаллах wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, што значи дека ние сведочиме, јас сведочам дека нема друг Бог кој што заслужува да се обожава освен Аллах аззе ва джел, единствен, без ортак, без другар, без да ја споделува власта. Тој е еден Аллах аззе ва джел, и дека Мухаммед салаллаху алейхи ва салем е негов искрен роб и негов Божји пратеник, негов пратеник, последен во низата на пегамберството. Рекол Аллах аззе ва джел во Куранот: овие луѓе, имајте страхопочит спрема Аллах те бареке ва теала, спрема вашиот Господар Аллах аззе ва джел, бидејќи тој е тој кој што вас ве створил, и тоа од еден човек. Од него ја створил неговата жена. Од овој чифт после тоа размножил многу мажи и жени. И имајте страхопочит со Аллаховото име, со чие вие се колнете, и одржувајте ги родбинските врски, и имајте страхопочит спрема Аллах аззе ва джел, затоа што тој, инна Аллаха кана алейкум ракиба, навистина е тој кој што вас ве наблюдува све што вие правите. Исто така рекол Аллах те бареке ва теала: о вие верници, имајте страхопочит спрема вашиот Господар Аллах аззе ва джел, и тоа хакка туqатихи, вистинска, онака како што тој ја заслужува. Вала темутунна илля ва антум муслимун, и немој никако поинаку да умрете освен како верници, освен како муслимани. И вика Аллах аззе ва джел во Куранот: о вие верници, имајте страхопочит спрема Аллах те бареке ва теала, изборувајте само добри, убави зборови. Аллах аззе ва джел ќе ви ги опрости вашите гревови, и Аллах аззе ва джел ќе ви ги прими вашите дела. Па кој на Аллах те бареке ва теала и на неговиот пегамбер ќе им се подчини, фекад фазе фаузен азима, тој ја постигнал најголемата победа. И знајте, драги браќа, дека нема поубав збор
од зборот на Аллах те бареке ва теаля. И нема поубаво упатство од упатството на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Ва шаррал умури мухдесатуха, и секоја една измишлјотина во верата е новотарија, и секоја новотарија во верата е бидат, и секој бидат е далалет, е стрампутица, е отстранување од правиот пат, а секој далалет носи во джехенемскиот оган, во пеколот. Аллах да не сачува од него. Елхамдулилlah, му се заблагодаруваме на Аллах за жел што ни овозможи и денеска да се собереме во името Аллахово, во името на Аллах, Господ еден единствен Бог, и да продолжиме со вториот дерс од низата која што ја започнавме, а тоа е со, значи, животописот на Божите пратеници. На прошлиот дерс, тие што не беа кратка информација, тие што го нема слушано, почнавме со воведување, вовед во животот на Божите пратеници, и тоа што беше најбитно, што неколку пати го потенциравме на тој дерс, и што повторно сега го подвлечуваме како најбитно е дека верник се рачуна оној кој што покрај другите столбови на верата го има и овој столб, а тоа е да верува во сите, без исклучок, во сите пратеници што Аллах те бареке ве теаля ги испратил. Во сите Божји пратеници. Значи, без да правиме исклучоци, че веруваме во Нух и во Муса и во Иса, нема да веруваме во Мухамед, или че веруваме во Мухамед, ама нема да веруваме во Иса и во Муса, вакви, значи, ценкања во нашата вера не постојат. А ако сакаш да бидеш верник, и ако сакаш да бидеш припадник на оваа вера, која што е една единствена прифатена и една единствена изворна, така како што од почеток дошла до ден и денески, така ќе остане до судниот ден, во оваа вера, за да бидеш верник, треба да веруваш во сите Божји пратеници, почнувајќи од првиот човек што Аллах те бареке ве теаля го создал, од Адем алейхиссалам, преку Идрис, Нух и другите пратеници, за кои што ние во иншаллах, ако Аллах азza ва џел ни даде можност и живот и беричет, иншаллах ќе продолжиме и сите нив, ќе ги обработиме се до животот на раѓањето, животот и смртта на последниот пегамбер, на последниот Божји пратеник, а тоа е Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, кој што беше печат на пегамберството. Исто така на прошлиот дерс започнавме, значи, со објаснувањата околу стварањето на првиот човек кој што Аллах те бареке ве теаля го створил, и тоа рековме дека неговото име тој се вика Адем. Аллах азza ва џел, кажавме во суре Бекаре, во поглавието Бекаре, дека им се обратил на мелеците и им рекол: јас на вистина ќе створам наследник на земјата, и го објаснивме што тоа халифе, наследник, што тоа значи наследник на земјата. Исто така објаснивме, нели, дека Аллах те бареке ве теаля ова суштество го створи, така, од земја, и на ова суштество му вдахна од својот дух, му вдахна живот, и после тоа го праша за имињата на сите ствари. Откако Адем ги кажа имињата на сите ствари, тогаш Аллах азza ва џел им нареди на мелеците да му направат, да му се поклонат, да му направат сеџде во знак на респект спрема Адем алейхиссалам. Ова истовремено беше и едно огромно искушение за едно друго створење, кое што ние исто така на простиот дерс, нели, објаснувајќи ги ајет по ајет, стигнавме до тоа и објаснивме дека Аллах те бареке ве теаля створил мелеци, анџели. Тие мелеци ги створил од светлост, од нур. Ама покрај тоа, Аллах азza ва џел створили што? Створили џини. Створили џини, а тие џини ги створил од нар, од оган. Еден од тие кој што беше присутен меѓу мелеците, од тие џини, беше Иблисот. И ние кажавме дека преку веродостојни предаи до нас е стигнато од Ибни Абас, од Абдула ибни Месуд, од Абдула ибни Омер, дека Иблисот бил од џиновите, створен од оган, ама тој толку големо знаење присобрал и толку многу ибадет на Аллах азza ва џел му правил, што со знаење и со ибадет се дигал во позиции.
дигањето негово во позиции со ибадет негов, истовремено значи и дигање на повисоки нивоа. На кои нивоа? Па тој се издигнал во ниво на мелеците. И Аллах аззе ва џел му дозволил да тој биде стално во друштво на мелеците, во друштво на анџелите. Арно ама ова беше големо искушение за Иблисот. Затоа што Иблисот имал толку голем ибадет правено спрема Аллах аззе ва џел и толку големо знаење имал насобрано, што тој мислел дека е најзнајниот. Покрај него и мелеците мислеле дека се најзнајните. Аллах аззе ва џел кога рече че створам јас човек, че створам створење, тогаш мелеците рекоа: Господару наш, че створиш суштество кое ќе пролева крв на земјата? Че створиш такво суштество, а ние сме тие кои што тебе те обожаваме. Ама Аллах аззе ва џел тогаш им рече: јас знам тоа што вие не знаете. И не случајно рековме дека ова го спомна Аллах тебареке ве теаля, значи јас знам тоа што вие не знаете, за да не мислите дека вие многу знаете. Ова беше искушение и за мелеците. Па создаде Аллах аззе ва џел суштество, го создаде Адема, го создаде човекот и му рече, им ги праша на мелеците еднаш, кажете ги имињата на сите ствари. Тие рекоа: ние не знаеме, субханек, ти си узвишен о Аллах, ла илме лена илля ма алемтена. Ние не знаеме ништо повеќе освен она што ти нас не имаш научено. Тогаш Адем ти кажи ги сите имиња, Адем ги нареди сите имиња. Ова беше искушението. Аллах аззе ва џел им нареди на сите, направите му поклон. Направите му сеџде на Адема. Сите му направија сеџде, освен едниот. Кој? Освен Иблисот. Ама од мелеците сите до еден. Ова беше искушение за мелеците. Ама мелеците не паднаа на ова искушение. И многу логично, затоа што Аллах тебареке ве теаля овие суштества ги створил само за ибадет, само да бидат послушни и да ги спроведуваат Аллаховите наредби. Мелеците сите паднаа на сеџде, затоа што таква беше наредбата на Аллах тебареке ве теаля. Иблисот не падна на сеџде. Тогаш стана шејтан. Тогаш стана ѓавол, сатана, Луцифер, во различни книги, во различни вери, како се нарекува. Тој е тој истиот. Тој е тој шејтан. И сето ова, значи, беше опишано во суре Бекаре. Во суре Саад се објаснува многу, има ајети на многу сличен начин. И вика Аллах тебареке ва теаля: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Кога им рече твојот Господар на мелеците, че створам јас човек од иловача, од глина, минтин, од глина, глиненица, иловача. إذ قال ربك, кога Аллах им рече на мелеците, им се обрати: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. И кога ќе го оформам јас него, Аллах аззе ва џел им вика: јас ќе створам едно створење, ќе го створам од земја, од иловача. И кога ќе го оформам, и кога ќе му вдахнам мир рухи од мојот дух, вие ќе му паднете на сеџде. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. И сите мелеци без никаков исклучок, كلهم أجمعون, сите мелеци без никаков исклучок му направија сеџде, му се поклонија на Адема алейхиселам. Илля Иблисе, освен Иблисот. Сите, куллухум еджмеун, два збора, куллухум сите, еджмеун сите, во арапскиот јазик. Ама овде е, значи, потврдно со два збора, без никаков исклучок. Сите до еден мелеци што постоја, што го слушнале зборот Аллахов, направите му сеџде, сите паднаа на сеџде. Илля Иблисе, освен Иблисот. Естакбера, тој се вообрази. Тој се вообрази. Вакане минел кафирин. И стана од кафирите. Се вообрази со чалам, се издигна и стана кафир. Стана неверник. Тогаш, откако ова се случи, му се обрати Аллах аззе ва џел.
Kale, ja iblisu, ma menake en tesjude lima khalaqtu bijedej. O iblise, mu reče Allah azze ve džel, što tebe te natera da ne mu se pokloniš na to što ja go stvorih со две раце, со двете мои раце? Što tebe te natera? Мојата наредба да ја одбиеш. А ја наредив да му направи сеџде на створењето кое што вика халекту биедеј, го створив со моите две раце. Естекберте ем кунте минел алин, се вообрази и се воздигна, мислиш дека си многу голем? Кале ене хајру мине. Значи, ова исто го спомнавме и на прошлиот дерс. Рече Иблисот во овој момент. Значи, Иблисот прво и основно стана ќафир, стана неверник во моментот кога не ја послуша наредбата од Аллах Аззаваџел. И ова беше главната грешка. Ова беше големото искушение. Одби наредба од Аллах Тебареке ве Теала. Што е полошо? Полошо е тоа што иде после тоа. Што тој почна да се оправдува. Оправдањето е уште полошо од самото тоа што не му се почини на Аллах Аззаваџел. И што рече? Кале ене хајру мину. Ја рече сум подобар од него. Халектени минен нар, ме створи мене од оган, ве халектеху мин тин, а него го створи од земја, од иловача. На ова Аллах Тебареке ве Теала му одговора и вика: Кале фехруч минха, фехруч минха фа иннеке раджим. Му рече Аллах Аззаваџел: излагај од таму, излагај од дженнетот. Фехруч, излагај во наредбена форма, оштра форма, излагај од дженнетот. И ти навистина си раджим, ти навистина си проклет. Ти си навистина проклет. Значи, кога стана проклет тој? Кога го проколна Аллах Тебареке ве Теала? Кога стана шејтан? Пошто многу луѓе имаат дилема, шејтанот, иблисот. Иблис е неговото име. Е створен од оган, е од джините. Бил во дженнетот, се издигнал со знаење и со ибадет голем. Во моментот кога на Аллах Аззаваџел му појави непослушност, тогаш стана шејтан. Тогаш стана сатана, ѓавол, Луцифер. Тој е тој. Тогаш Аллах Аззаваџел му рече: излагај, пошто ова место, тој бил во дженнетот. Не е за кого? За неверници. Пошто во претходниот ајет рече: ти навистина си што? Од ќафирите. Ти си навистина од неверниците. Ти си неверник. И во дженнетот нема место за неверници. Дженнетот Аллах Аззаваџел го створил само за верници. Му рече: фехруч, излагај минха, од неа, од него, од дженнетот, од рајот. Излагај од рајот, фа иннеке раджим, ти навистина си проклет. Ва инне алейке ла'нети ила јаумиддин, и моето проклетство тебе ќе те прати се до судниот ден. Значи, Аллах Аззаваџел продолжува и со наредниот ајет: ти си проклет, раджим, лане и ланет, и моето проклетство ќе те прати тебе све до судниот ден. Тогаш му се обратил иблисот и му рекол: Кале рабби феензирни ила јауми јуб'аthун. Мој господару, побара од Аллах Аззаваџел иблисот: дај ми мене рок до нивното повторно оживување. Дај ми рок до нивното повторно оживување. Кале фе иннеке минел мунварин. Даден ти е рокот. Океј, имаш рок. Го бараше, имаш рок. Зашто барал шејтанот, лаънетуллахи алейх? Зашто барал, значи, рок? Вика во малку подолу во еден ајет: Кале фе би'иззетике ле угвиеннехум еджмаин. Се колнам во твојата величина. Иблисот, шејтанот, му се обраќа на Аллах Тебареке ве Теала и вика: се колнам во твојата величина, мој господару, дека јас ќе ги одвраќам нив од твојот пат. Илля ибадек минхумул мухлесин.
освен тие кои што се твои искрени робови. Значи, че ги одвраќам сите овие створења, значи сите потомци од Адема, алейхи селам, че ги одвраќам од правиот пат, сите до еден. Освен кого? Освен робовите искрени кои што се на Аллах тебареке ве та'аля. Тогаш Аллах азза ва џел му одговорил и му вика: "Кале фал хақу вал хақа екул", се колнам во вистината, а јас само вистината ја зборувам. "Ле емле енне джахеннеме минке ва миммен теби'аке минхум еджмаин", рече Аллах тебареке ве та'аля, јас се колнам во вистината и само вистината јас ја зборувам. Че го наполнам джахеннемот, че го наполнам пеколот со тебе и со сите тие кои со тебе ќе те следат. Пеколот ќе го наполнам со тебе и со сите тие кои што те следат. Ова се ајетите во суре Саат, во поглавието Саат, каде што исто така се објаснува случката дека Аллах азза ва џел го створи Адема и ги натера на мелеците да му се поклонат во знак на почит спрема ова створење. Што е битно во овие ајети, исто така Аллах тебареке ве та'аля споменува дека Аллах азза ва џел откако го створи од земја, од иловача, му вдахна од својот рух. Му вдахна од својот дух. И друго понатаму што е исто многу битно, потенцира Аллах азза ва џел што те натера тебе да не му направи сеџде на створењето што јас го створив со моите две раце. Аллах азза ва џел има раце. Колку? Две. Со моите две раце. Бие деје. Со двете мои раце. Додека Аллах тебареке ве та'аля во еден од овие ајети рече фехруч, излегувај, во суре Араф во 13-тиот ајет вика кале фехбит минха. Фехбит минха. Додека во овој ајет претходниот во суре Саат вика Аллах азза ва џел излегувај од рајот, излегувај од дженнетот, во други ајети вика кале фехбит минха, вика Аллах азза ва џел симни се од него. Што е аргумент дека Иблисот бил издигнат во дженнетот, па затоа му вика Аллах азза ва џел фехбит минха, симни се од него. Тоа се аргументи, ова е аргумент дека Иблисот, како што рековме порано, како што е дојдено во веродостојни предаи дека Иблисот со знаење огромно и со ибадет огромен се издигал на повисоки позиции, се додека стигнал на позиции да биде заедно со мелеците, да биде заедно во дженнетот. Откако паднал на ова искушение, откако паднал на испит, откако стана вообразен и на Аллах азза ва џел му ја одби наредбата, тогаш Аллах азза ва џел му вика симни се од него, симни се од дженнетот, симни се од рајот, затоа што во рајот нема место за него. И тој значи од овие ајети дознаваме дека е раџим, значи што е проколнат. И затоа ние секојдневно во нашите дови, во нашите молитви што викаме е'удhu биллахи минеш шејтанир раџим. Истиот збор е минеш шејтанир раџим. Е'удhu биллах, бараме заштита кај Аллах азза ва џел, така, минеш шејтанир раџим, од проклетиот шејтан. Од проклетиот шејтан. А во некои други веродостојни хадиси од Мухамед салаллаху алейхи салем се вика исто така е'удhu биллахи минеш шејтанир раџим мин нефхихи ва нефхихи ва хемзихи. О Аллах, барам заштита кај тебе од проклетиот шејтан, од неговото што? Од неговите везвесиња, од неговото шепотење и од неговите сплетки. Откако се случила оваа случка, Иблисот, шејтанот, лаънетуллахи алейх, не му падна на сеџде на Адема, откако, значи, Аллах азза ва џел го проколна, после тоа почнува животот на Адема алейхи селам во дженнетот. Адем алейхи селам живеел во дженнетските градини и тоа едно долго време живеел сам. Па се пренесува од многу сахаби, од Ибни Абас, од Мурре бин Месуд и многу други сахаби, дека Адем алейхи селам живеел во дженнетот без друштво. И во неговото срце
се појавило мала празнина. Во неговото срце се појавила празнина. Од што? Од самоќа. Бил сам. Аллах Аззаваџел знае што има во срцата на своите створења. И тогаш, во овие предаи веродостојни од Ибн Абас, од Мурра бин Месуд, се кажува дека еден ден Адем алейхиселам заспал во една од дженетските градини, од рајските градини. Спиел колку што спиел, се разбудува. Откако се разбудил, покрај својата глава, како што бил легнат, покрај својата глава видел едно друго створење. Видел жена. Таа била седната близко до неговата глава. И тој ја вика, ја прашува: која си ти? Таја му одговара, вика: јас сум жена. А зашто си ти створена? Вика: за ти да најдеш смирување кај мене. Видите, значи, што е една од, значи, мудростите, зашто е створена жената? За мажот да најде смирување, да се смири кај неа. Вика: јас сум створена за ти да се смириш кај мене. Субханаллах. Мелеците, анџелите, бидејќи на мелеците им било многу интересно како Аллах Аззаваџел го створил ова створење и му дал толку огромно знаење, што ги знаел имињата на сите ствари, нели? Во суре Бекаре, како што рековме. Тогаш мелеците, пошто ова им било интересно како Адем се знае, му се приближили и го прашале да видат дали знае што е со ова створење ново сега. И го прашуваат: о, Адем, што е ова, кој е ова? Вика: тоа е жена, таа е Хава. Значи, нејзиното име е Хава? Да, рекол, таа се вика Хава. Зошто Хава? Затоа што рекол е таа создадена од нешто што е живо. Хава, затоа што е создадена од нешто живо. Зошто од нешто живо? Во истите овие предаи, веродостојни предаи од овие сахаби, се пренесува дека жената, ова Хава, првата жена, Аллах Аззаваџел ја створил од Адема, од неговото ребро. Во една друга веродостојна предаја вика Ибн Абас: ја створи Аллах Аззаваџел Хава додека Адем беше во сон во една од рајските градини. Ја створи од неговото најмало ребро, последното, најмалото од левата страна. Толку е децидно кажано од што е создадена Хава. Од последното, од најмалото ребро, од левата страна. И е створена од нешто живо. Дали има аргумент од ова во Куран, во Севишниот Коран? Има, како не. Па самиот ајет што го читаме секоја недела. Ја ејюхен нас, иттеку раббекум уллези халакакум мин нефсин вахиде, ва халака минха зауџеха. О, вие луѓе, имајте страхопочит спрема вашиот Господар, кој што вас ве створи од еден човек и од него ја створи неговата жена. Од него, минха, од него ја створи неговата жена. Значи Хава е створена од реброто на Адема алейхиселам. Други аргументи дека навистина Хава е створена од реброто на Адем алейхиселам се многубројни хадиси, како што е да речеме хадисот на Мухамед салаллаху алейхи веселем, кој што е регистриран во двете најверодостојни збирки Сахихул Муслим и Сахихул Бухари. Вика Мухамед салаллаху алейхи веселем: однесувајте се добро спрема вашите жени, затоа што жената е створена од ребро, а реброто е криво. Најкриво е на својот врв. Ако покушаш да го исправиш, ќе го скршиш. Ако го оставиш така, е криво. Затоа однесувајте се добро спрема жените. Тоа е хадисот од Мухамед салаллаху алейхи веселем, кој што има многу, значи има многу коментари, односно добивки. Една од добивките е што да се, значи на нас е оставено добро да се понашаме спрема нашите жени и општо спрема сите жени.
доброто понашање спрема жените е од сунетот на Мухамед салаллаху алейхи селем. Има и други хадиси полно, да речеме, рекол, најдобар меѓу вас е тој кој што најдобро се понаша спрема своите жени. А јас сум најдобар помеѓу сите вас, затоа што јас најдобро се понашам со моите жени. Значи, овие ајети, овие хадиси ни докажуваат дека Хава е, значи, првата жена која што е создадена како дружка, како жена на, нели, како сопруга на Адема, на првиот човек, и после тоа, од овој пар на еден маж и една жена се размножени многу други мажи и жени. Се враќаме на суре Бекаре. Во суре Бекаре, во продолжение, после сите овие, значи, случувања, вика Аллах тебареке ве теала: "Ва кулна ја Адему скун енте ва зауџукел џенне." Вика Аллах азза ва џел му се обрати на Адема и му рековме, вика: "О ти Адеме, влези ти и твојата жена и живејте во џеннет. Ва кула минха рагаден хајсу ши'тума ва ла тaqraба ҳадихи шаџара фетекуна мин аzzалимин." И јадите, им рекол Аллах азза, влезите во рајските градини, живејте тамо. И јадите од што сакате и од каде што сакате, од сите рајски градини. Што сакате и од кај што сакате. Само Аллах азза им оставил едно нешто што им го забранил. И им рекол: "Вала тaqraба ҳадихи шаџара." Немој ни да се приближувате. Видете каква остра забрана е тоа. Не им рекол немој да јадете, туку немој ни да се приближувате до ова дрво. Едно дрво во џеннетот кое што Аллах азза го определил. Јадите што сакате и кај што сакате. Све што сакате, само немој ниту да се доближите до ова дрво. Ҳадихи шаџара ва текуна мин аzzалимин, за да не станете од оние кои што сами на себе неправда си нанесле. Оние кои што сами на себе неправда си нанесле. Што е тоа дрво? Има ихтилаф. Има многу различни мислења околу тоа. Има некои од исламските алими, улемата исламска или суннетска, нели, исламските научници, кои што тврдат дека тоа дрво било палма. Некои од нив тврдат дека било смоква. Некои од нив тврдат дека било лоза. Како и да е, без разлика. Не е воопшто битно што дрво било тоа. Воопшто не е битно какво било тоа дрво. Она што е битно е што? Повторно испит. Повторно искушение. Јади све што сакаш. Од кај што сакаш. Само овде не се доближувај. Искушение, субханаллах. И тогаш вика, тие живеа, јадеа, нели, во џеннетот, Адем и Хава, тогаш вика им дојде и Иблисот, шејтанот, лаънетуллахи алейх, и им направи везвесе. Им прошепоти и им рече: ова дрво, ако пробате од ова дрво, од овошките на ова дрво, ќе станете безсмртни и ќе станете исти како мелеците. Зошто да не пробате? И се излажаа проба. Падна на испит. Субханаллах. Значи, ова е првиот грев. Ова е гревот што сега Адем заедно со Хава го направија во џеннетот. Тогаш Аллах азза ва џел им се обрати: зошто пробавте од ова дрво, кога ви реков дека тоа е забрането и дека ќе си направите неправда на самите себе си? И тогаш Аллах азза ва џел во едно поглавје, мислам дека е во сура Араф исто, им вика: симните се сите заедно. Сите. И Иблис, и Адем, и Хава, сите надвор од џеннетот. И ќе живеете на земјата сите. Ќе живеете сите на земјата до еден определен момент. Значи, ова беше искушението на Адема. Адем алейхиселам после тоа се покаја. И Аллах азза ва џел му го прими покајањето.
ама остана законот да живат луѓето на земјата. Заедно со джините. И да бидат отворени адувум мубин, отворени непријатели еден на друг, се до судниот ден. Затоа што, во едно друго поглавје во Куранот, Иблисот, кога му побарал на Аллах те бареке ве теаля рок, зашто? За да им прави сплетки на Адемовите потомци. Во едно поглавје вика, и јас се колне, вика Иблисот, се колнам во твојата величина, во величината на Аллах аззаваџел, дека ќе им излагам напред, на пат, ќе им излагам испред, и од позади, и од лево, и од десно, и од озгора, и од оздола, и сите ќе ги отстранувам од твојот пат. Исто и Мухамед салаллаху алейхи ве селем во многу хадиси кажува, во многу аутентични хадиси кажува дека на вистина вика шејтанот ви излага напад испред, со цел да ви прави сплетки и да ве отстранува од правиот пат. И знаете дека тој е заколнат непријател на човекот. Значи, субханаллах, многу луѓе забораваат дека овој е заколнат, се заколнал, е заколнат непријател на човекот. Затоа што поради човекот овој беше искушан. Поради човекот овој беше избаркан од дженнетот. Поради човекот овој беше проколнат. И проклетството го носи до судниот ден. И крајот му е во джехеннем. Све тоа поради човекот. И тој е отворен непријател на човекот. Сите, обично луѓето тоа го забораваат. И наместо на Аллах аззаваџел да му се подчинуваат, наместо на Господарот Аллах те бареке ве теаля ибадет да му чинат, да го обожуваат, тие луѓето обично, значи што, ниту подчинетост, ниту покорност спрема Аллах те бареке ве теаля, па од друга страна, нели, од друга страна ги следат стапките на шејтанот проклет. Затоа рекол неслучајно Аллах те бареке ве теаля на неколку места во Куранот: ла теттебиу хутувати шејтан. Немој да ги следите стапките на шејтан. Затоа што шејтанот, сотоната, Луцифер, не делува директно во напад, туку секогаш оди стапка по стапка. Ако еден човек е добар верник, тој не оди одма да му прошепоти: ај немој да веруваш, биди неверник, пошто тоа нема да му успее. Него ќе почне со што? Ќе почне со помали работи, да те оддалечи од некој голем ибадет, од некој обожување што ти на Аллах му го правиш. Па после тоа, уште од друг ибадет, па од друг ибадет, така ослабувајќите, се додека еден ден не дојде не дојде до тој момент за да биде успешно, кој ќе ти рече: биди неверник, да бидеш неверник. Да го негираш постоењето на Аллах те бареке таала, или да го негираш чинењето на ибадет, обожувањето на Аллах те бареке таала. Што се однесува до самото стебло. Адам и Хава, додека живееле во дженнетот, се пренесува во веродостојни предаи дека немале облека во дженнетот. Ама нивните стидни места не се гледале затоа што биле покриени од што? Од нур, од светлост. Нивните стидни места биле покриени со светлост и не се гледале нивните стидни места. Зашто тоа така? Затоа што тие биле чисти, пречисти. Никаков грев немале направен. Само што биле создадени од Аллах те бареке ве таала и пуштени во дженнет да живеат. Немале грев никаков. Имале нур, да, имале нур. Имале светлост, да, имале светлост. Кога се приближија до дрвото, без разлика што дрво е, не е поентата во дрвото, поентата е во гревот. Направија грев, отиде нурот. Кога отиде нурот, им се видеа стидните места. Првата работа, кога ги избарка Аллах те бареке ве таала на земјата, кога им рече симните се, што правеа? Првата работа што ја направиле? Зеле да собираат лисја и да се покриваат по стидните места. Зеле лисја да се покриваат по стидните места. Зошто? Затоа што дженнетот е место кое што грев не трпи. И нурот, нормално, ако имат грев, нурот се губи. Светлоста се губи. Така да првата работа со која што тие ја направија, кога слегува на земјата, е
ги покрија своите стидни места со лисја. Ова од друга страна, ова е кажано во хадис од Мухамед салаллаху алейхи ве селем, дека барале да се покријат. Ова од друга страна што кажува? Субханаллах. Ова кажува дека Аллах азза ве џел, кога го створил ова створење, овој човек, и Адема, и Хава, и машкото, и женското, истовремено кај нив всадил и што? Страм. Човек да се страми. Човек да има потреба да се покрие. А не да се разголичува. Не да облакат миничи. Не да ваѓат све живо, цело тело надвор, сите да го гледаат. Кај е страмта? Субханаллах. Во основа човекот имат страм. Во основа, во себе имат страм. Ај пошто мода е, ај пошто ова, пошто она го газат тоа, што е природно, што во себе го има, го газат, ај вика не е страмота. Ама осеќат дека е страм. Осеќат во себе страмност. И покрај тоа, поради мода, поради ова, поради она, се разголичуваат, се одачетаат голи и чпет пари не даваат. Затоа рекол Мухамед салаллаху алейхи ве селем, ако не ти е страм, чини што сакаш. Ова е хадис. Ако нема страм, чини што сакаш. Страм треба да имаш. Ама тој страм ти го имаш. Аллах аззаваџел тој ти го дал, ти го вметнал, ти го всадил. Само што? Само што ти треба тој страм да го пуштиш слободен. А не да го стискаш, да го газиш и да викаш, добро бе, ова не е срамота, она не е срамота, она не е срамота и терај. Соблакај се, оди гол. Првата работа што и Адем и Хава ја направија, собираа лисја за да се покријат. Така стигнавме до моментот кога значи Адам и Хава слегуваат на земјата и почнуваат живот на земјата и почнуваат да се размножуваат од нив значи многу синови и ќерки. Тоа ќе го продолжиме иншалла, ќе го објасниме на наредниот дерс. Го молиме на Аллах те бареке ве таала да имаме добит сите од овие насијати, од овие совети. Го молиме на Аллах те бареке ве таала да имаме добит од знаењето што го земаме и што го црпиме од овие книги од исламската ризница, кои што се, значи, по тефсирот Ибн Кесир, како и на Куранот, така и на животот на пегамберите. Го молиме на Аллах те бареке ве таала да ни ги опрости сите гревови, пошто сите ние сме грешници. На Аллах те бареке ве таала му се молиме да не состави сите заедно во џеннетот би идниллахи таала. Ва ахиру давана ен илхамдулиллахи раббил аламин.